الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. بلغ رسالة وادى الأمانة ونصح الأمة محى ظلم، وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من رب العالمين. صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين الذين جمعوا لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لموت أقرب أحدكم من شراك نعليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Благодарност му припажа на Аллах Джелле Шануху, кој животот и смртта ги создаде со цел да ги испита, да ги испроба и да ги тестира луѓето. Салават и селам му донесуваме на последниот пејгамбер Мухаммед алейхи салату ва салам, на негова честна фамилија, асхаби, табиин и сите искрени следбеници на овој дин до судниот ден. Со помош на Аллах Джелле Шануху и со помош на нашето скромно знаење, денеска ќе се задржиме околу една порака која Џебраил алейхи салату ва салам му ја пренесе на Мухамеда салаллаху таала алейхи ва салам, која порака се наведува во силсиле хадисе, во веродостојните хадиси под број 48. Етани Џибрил раскажува Мухамед салаллаху таала алейхи ва салам дека му дојде Џибрил алейхи салам кај пејгамбера салаллаху таала алейхи ва салам и му порача 5 работи. Прво што му рече Џебраил алейхи салам на Мухамеда салаллаху алейхи ва салам, порака која треба секој еден човек да ја има во предвид и да се однесува во склад со тие зборови. Ишма ши'те фа иннека мејитун. Живеј како сакаш, али знај дека ти си смртник. Ова е порака на Џебраил алейхи салам до Мухамеда салаллаху таала алейхи ва салам. Ишма ши'те. Живеј како сакаш. Меѓутоа во исламот, во оваа наша вера, не значи дека човек има право да живее како сака. Туку човекот мора да живее строго према нормите и законите кои ги поставил Аллах Џелле Шануху. Пошто пејгамбер саллаллаху алейхи ва салам кажал: "Ед-дунја сиџнул муъмин ва џеннетул кафир." Дека овој дуњалук е затвор за верникот, додека е рај за неверникот. А кога ќе се рече затвор, тоа значи дека има одредени граници во кои може да се движи и да се однесува. Па затоа ишма ши'те фа иннека мејит. Живеј како сакаш, али не смееш да заборавиш дека ти си смртник. А кога ќе се рече смртник, дека смртта е постојано околу тебе, со тебе, во секој момент. Дори пејгамбер алейхи салату ва салам вели: "Лемауту акрабу ахадукум мин шираки нa'алейх." Смртта е близко до вас, како што се блиски вртките од вашите кондури или шевлики. Тие се толку близко до човекот, што смртта е иште повеќе поблиску до човекот. Во друг хадис пејгамбер саллаллаху алейхи ва салам вели: "Иннел маут", умирачката и смртта,
го бара на човекот како што човекот го бара рискот. Човекот за својот риск, за својата нафака, екзистенција и обстанок, човекот го напушта и свој родно место и оди во гурбет за да спечели живеачка. Како што човекот трча, се бори да стигне до својата нафака, смртта исто така го брка и го бара и го гони на човекот се додека му дојде момент. Дури пренесува имам Фадарани, еден од пренесувачи на хадиси, дека Пегамбер салаллаху алейхи ва саллем рекол: "Ма мин бейтин", нема ден, а мелекул маут, мелек на смрт, да не влезе во секоја куќа по 2 пати, наутро и навечер. Мелек на смрт, замисли, влегува секој ден 2 пати во наши куќи и го отвора читапот или книгата на умрени, па гледа кому денеска му завршил рокот, кому денеска треба да му се зема душа. Па затоа човекот мора да биде подготвен за смртта во секој момент, без оглед дали е млад, дали е стар, дали е болен или е здрав. Бидејќи смртта не се умира поради болест, смртта не се умира поради младост или поради старост, таа не познава граници, ниту познава моменти. Кога пред Дауд алейхиселам се појави мелек на смрт и Дауд алейхиселам му рече: "Мен анте", му рече: "Кој си ти кој влезе кај мене, без да чукнеш, без да се најавиш и без да се представиш кој си?" Што му рече овој мелек на смрт, кој се беше претворен во форма на човек? Му рече: "Јас сум оној кој ниту пенчери, ниту врати може да ме спречат да влезам каде сакам. Јас сум оној кој ниту власт, ниту сила, ниту богатство може мене да ме спречи. Јас сум оној кој не бара изин за влегување." И тогаш Дауд алейхиселам свати дека тоа го може само мелекул маут, само мелекот на смртта, тоа го може, и му рече: "Зошто си дојден?" Му рече дека дошол да му земе неговата душа. Па Дауд алейхиселам рече: "Барем да ми пуштеше некој сигнал, некој знак да се подготвам за умирачка." Тогаш мелек на смрт му рече: "О Давуд, кога беше млад како одеше, кога беше млад колку заби имаше, кога беше млад каква коса имаше, кај се твоите пријатели, твоите комши, твоите другари? Сите тие изумреа. Зарем во сите нив не заде полка и ибред дека и ти еден ден ќе бидеш од овој свет иселен и ќе се преселиш на ахирет." Порака на Џебраил алейхиселату васелам ми става до знаење дека смртта е наша секојдневна преокупација. И Мухамед салаллаху алейхи васелам во многу прилики и во многу места кажувал и велел: "Аксиру мин зикр хадимул лазат." Често сеќавајте се и спомнувајте ја смртта. Бидејќи човек кога ќе се сети на смртта, тогаш ќе му омекне неговото срце, тогаш ќе свати дека овој дуњалук кој е исполнен со маки, со проблеми, со болки, со искушенија, дека овој дуњалук не е вечна куќа, туку овој дуњалук е само краток, привремен престој за кој човекот продолжува со своето патување, вечно патување, а тоа е, како што вели Аллах џелешануху: "Ва илейна турџаун", и на крајот кај мене ќе се вратите. Значи ова порака која порача Џебраил алейхиселам до Мухамед алейхиселам, пошто Аллах џелешануху во Кур'ан азимушан вели: "Иннека мејит ва иннахум мејитун", дека ти си смртник, а и тие се смртници. Кој лужето? Сите се смртници, само треба да дојде моментот, мигот, кога ќе дојде мелек на смрт да ни ја земе нашата душа и да однесе пред Аллах џелешануху. Потоа втора порака му вели Џебраил алейхиселам на Мухаммед салаллаху алейхи васелем: "Вали ахбиб ма ши'та фа иннека муфарикуху." Сакај кого сакаш, сакај кого сакаш, но да знаеш дека ќе дојде ден кога мораш да се разделиш. Колку да го сакаш својата жена,
своите деца, своите родители, своето богатство, сето тоа ќе дојде ден кога мора да се разделиш. Човек колку да го сака својот родител, својот сакан, својот близок, меѓутоа кога ќе дојде денот, ќе се пресели на ахирет и не може да го чува дома умрен, мора да го однесе, да го закопа во гробишта. Па затоа вели Мухамед салаллаху алейхи ва саллем, јетбау л-мејите салате, кога човек ќе умре, тогаш го следа три работи. Го следи неговата фамилија, го следи неговото богатство и го следат неговите добри дела. Две се враќаат, едно останува, фамилијата, она што си го печелил, што си работил на дуња, тоа се враќа назад, додека единствено кој ќе остане со тебе во гроб, тоа се твоите добри или пак лоши дела, зависно кој како правил, така и ќе најде. Затоа, најповеќе што човек вреди да се жртвува, најповеќе што човек вреди да му посвети внимание, тоа се неговите добри дела, бидејќи твојата фамилија единствено што може да ти направи е само за дуња, да те однесе до гробишта, да те погребе, а единствено кој може да те куртури, да те спаси, тоа се твоите добри дела. Па затоа во еден хадис сахих се спомнува дека на судниот ден твоето добро дело ќе се претвори во форма на еден јак, силен човек со добар изглед, со пријатен мирис и ќе на судни ден ќе те чува, ќе те варди и ќе те помага. Човекот ќе праша: мен, кој си ти што ми помагаш, кој си вако вличен, пријатен? Рече: ене амелука салих, јас сум твоите добри дела кои си ги правил на дуњавот. Ако човекот нема добри дела, има лоши дела, тогаш неговите лоши дела ќе се претворат во форма на еден грд старец, изнемоштен, кој ќе има лош изглед и лош мирис, и на судни ден човек ќе бега од него. Па тој ќе трча по него, па човек ќе му рече: мен, кој си ти што ме бркаш, што бараш од мене? Тој ќе ти рече: ене амелука су, јас сум твоите лоши дела кои ги правеше на дуња, сега јас те бркам на ахирет. Затоа најголема инвестиција на човекот на овој свет е да се подготви со добри дела, бидејќи добрите дела ќе сведочат кај Аллах џелешануху за тебе и ќе те чуваат во гроб, како што рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем: ида назала абду фи кабрихи, кога човек ќе биде поставен во гроб, му доаѓа намазот од кај глава, му доаѓа постот од десна страна, му доаѓа зекат од лева страна, му доаѓа роднинските врски и добрите дела му доаѓаат од кај нозе и го обвикуваат цело тоа тело и не им дозволуваат на мелеките на казна да те мачат и да те казнуваат натре во гробот. Трета порака која ма порача Џебраил алейхи селам до Мухамед алейхи салату васелам, му рече: "И'мал ма ши'та фа иннака маджун бихи." Прави како што сакаш, меѓутоа да знаеш за секое дело ќе одговараш пред Аллах џелешануху. Фамен јамел мithqala dharratin khayran yara, оној кој ќе сработи колку добро ситно дело, колку атом, колку честица, за тоа ќе го види и за тоа ќе биде награден. Фамен јамел mithqala dharratin sharran yara, а и оној кој ќе направи ситно дело кој е лошо и колку атом и помало од тоа, и тоа ќе го види. Значи се на судниот ден единствено постои правда, единствено само на судниот ден секој ќе го добие според заслугата и според своите дела. Четврта порака која му остави Џебраил на Мухамед алейхи салам му рече: "Ва'лам анна шарафул му'мин қиямуху бил-лејл", знај дека угледот на верникот е ноќта кога се осамува сам тој со Аллах џелешануху, да му се моли, да му се клања, да ги бара своите барања, бидејќи вели Мухамед алейхи салату васелам, во ноќта има еден момент кој човекот ако се моли, дали било за дуњавучко добро или пак за ахиретско добро, тогаш Аллах џелешану ќе му го прими, ќе му го окабули неговата дова и ќе му ја исполни неговата желба. И пета последна порака со која му вели Џебраил алейхи селам Мухамед алейхи селам, му вели: "Ва'лам издуху истигнау алинас", и знај дека угледот и достоинството на еден верник е кога е независен од другите луѓе. Знај дека овој уммет колку што е независен од никого, толку ќе биде посилен, а колку е зависен од другите луѓе, од другите народи, од другите економии, тогаш толку овој уммет ќе биде послаб, и верникот колку е самиот самостоен, самиот се издржува, самиот се храни, тогаш што е толку посилен и појак,
за разлика од оној кој зависи од другите. Овој хадис, како го спомнал Силсиле Сахиха, број 48, пораки на Джебраил алейхиссалам до Мухамед алейхиссалам, а Мухамед салаллаху алейхи ва саллем ги пренесол до нас да ги имаме на ум овие 5 работи, дека човек како да живее, смртта ќе го најде. Човекот колку да сака и кого да сака мора еден ден да се раздели од него. Човекот да знае дека се што прави ќе биде на судни ден пресметан, да знае дека ноќта е најдобра доба во која човек може да контактира со Аллах Джелешану, да ги изнесе неговите потреби и маки, и дека верникот е силен и моćен само во оној момент кога ќе биде независен, кога ќе има свое ја. Нека Аллах Джелешану не помогне да ги извршиме овие наредби на Джебраил алейхиссалам до Мухамед алейхиссалам, а Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем до нас, до целиот уммет на Мухамед саллаллаху таала алейхи ва саллем. Нека Аллах Джелешану и прости наши гревови и се смилува на нашите умрени, они кои имаат мака Аллах да им помогне, они кои имаат прошала, да им помогне да го вратат, оние кои залутали и заштитали, Аллах да ги упати на прав пат. Нека Аллах Джелешану наприкавали макбул сите добри дела кои ги чиниме во име на Аллах Джелешану, и наша последна дова е алхамдулилlah раббил алемин.